Почитувани го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин во емисијата е Дороти Пачкова, уметница, граѓански активист и председателка на Сдруженијето Една може. Дороти, што е нешто ве натера да се обедините? Кон што го вперивте прстот? Зошто станавте гласни? Една може денес е официјално здружение за еднородителски семејства и е единственото активно здружение кое секојдневно работи на унапредување на правата на еднородителските семејства пред се на самохраните мајки и нивните дечиња во нашата земја. Но Една може не беше од секогаш вака како што е денес. Една може своите почетоци ги имаше благодарение на неколку силни и храбри самохрани мајки кои увидоа потребата и неопходноста од формирање на нешто кое би се борело против целиот систем кој денес, за жал се уште, не ги препознава посебните и специфични права на еднородителските семејства. Бевме неколку гласни жени, а сега сме околу 3000 гласни жени. На почетокот бевме неформално движење, на почетокот бевме иницијатива, прераснавме во грасрут движење, па сега сме официјална организација за еднородителски семејства и гласно и умно ги артикулираме нашите потреби. Кога бев бремена и самохрана мајка во очекување, не бев свесна за сите проблеми со кои се соочуваат самохраните мајки и еднородителските семејства во нашава земја. Кога го донесов на свет моето дете, тогаш ми стана јасно дека не е толку едноставно, иако сме 21 век, да одлучиш самоволно, самостојно да родиш дете или пак да бидеш принуден и доведен во ситуацијата да треба сам да гледаш дете. Нашата земја нема специфични закони за еднородителски семејства, ниту пак било какви бенефиции. Денеска во Македонија нашите деца се мета на дискриминација, самохраните мајки исто така, сите бевме сведоци пред неколку месеци, во зимските месеци, дека на социјалните медиуми имаше лавина од навреди и дискриминаторски зборови по разни основи, по основ на пол, на семеен статус, на брачен статус, конкретно кон самохраните мајки. Затоа се обединивме, се здруживме и трезвено действуваме со цел да ги обезбедиме правата кои ни следуваат, а кои ги немаме. Каде го гледате излезот од лавиринтот? Една може не е тука да вперува прст, една може тука е да прави притисок за ова да биде рамноправно општество. Пред се е тука за да биде ова рамноправно општество кон еднородителските семејства. Семејниот конструкт е оној кој не одлучува дали ќе има среќа и добробит и просперитет во едно семејство или нема да има. Ние можеме да имаме среќни семејства, ние можеме да гаеме здрави, прави и умни деца, без притоа да ни биде неопходен друг партнер, што не го исклучува присуството на другиот партнер. Меѓутоа, ние ја согледуваме потребата да ова општество ги прилагоди законските рамки и целиот систем кон овој вид на семејства. Истовремено, се обидуваме да го едуцираме и населението и широкото граѓанство кон нормалното прифаќање на еднородителските семејства и пред се дечињата од еднородителски семејства. Ако нас ни се во фокусот децата, како на возрастни луѓе, треба да ни бидат во фокусот и правата на децата од различни семејни конструкти, што не е случај во нашава земја. И ако наспроти вашата гласност наидете на молк од институциите, како понатаму? Нашата улога е да правиме притисок за да функционираат институциите онака како треба и за да бидат во функција на нас граѓаните и граѓанките. Состојбата изминатите години беше екстремно лоша. Немавме слух од институциите, ниту пак од луѓето кои беа на позиции да можат да одлучуваат, ниту пак од оние кои беа на позиција на моќ. Се надеваме дека ќе се менуваат работите, гледаме дека се менуваат работите, а ние сме тука активно да допринесуваме и да изнајдуваме решенија за да се менуваат во позитивна смисла нештата во однос на нашето прашање. Свесни сме дека работите нема да се сменат преку ноќ, како што сме свесни дека она што 20 години се игнорирало, заради тоа што од самостојувањето на Република Македонија ова општество е игнорантно во однос на еднородителски семејства,
А голем индикатор за тоа ни се, например, барањата од јавен карактер кои ги поднесуваме втора година поред и кои втора година поред ни се одбиваат. Зборуваме за некои 180 барања до пристап до информации од јавен карактер кои се однесуваат на еднородителски семејства, меѓутоа нашите институции не располагаат со податоци и архиви за еднородителски семејства. Тоа е главен индикатор дека не функционира и дека не игнорира ова општество нас како еднородителски семејства. Знаеме дека нема да се променат работите преку ноќ, како што знаеме дека ние нема да престанеме да работиме на остварување на нашите права, и како што знаеме дека во моментов ситуацијата не е каква што беше до пред неколку месеци и дека има луѓе на одлучувачки позиции, пред се жени, кои активно ќе работат за да можеме ние да ги остваруваме нашите права како жени, како мајки и како членови на еднородителски семејства. Од една може, сега имаме и една прави. Што подразбира тоа? Многу големо задоволство ми представува да зборувам за една прави. Една прави е новороденчето на една може. Една може да прави притисок, една може да бара демократија во земјава, една може да се залага за правата на секоја една и на секое едно детенце, но исто така една може и да прави. Затоа една прави. Една прави и основа социјално предпријатие кое ќе решава две прашања. Првото прашање ќе биде прашањето со зголемување на вработливоста на самохраните мајки. Како што знаеме, во земјава немаме главен и клучен проблем на сите жени е економскиот проблем и дисбалансот на економската моќ помеѓу мажите и жените. Меѓутоа, уште поклучен проблем во поглед на еднородителските семејства е економската немоќ на самохраните мајки. Ако една жена е самохрана мајка, ако една жена притоа некако успеала да излезе од кругот на насилство, ако една жена и покрај тоа сака да гледа здраво и право дете, сето тоа не го може поради економската немоќ. Затоа ние решивме не само да правиме притисок да општеството и институциите овозможат да таа една може, туку и самите ние да правиме да таа една може. Па затоа ги вработуваме самохраните мајки кои претходно ги остручуваме во областа на природна и органска козметика. Го одбравме ова прашање не само поради тоа што имаше голем интерес кај нашите членки, туку и поради тоа што го истраживме пазарот во Македонија и заклучивме дека нема доволен број на производители на органска и природна козметика, а сите сме сведоци на нашите природни убавини кои ги има Македонија. Па зашто тие ресурси да останат неискористени? Во ваквиот след на настаните, каде е пак уметницата Дороти Пачкова? Дали можеби таа може да се изгуби во активизмот? Ако вака размислуваме, поголем активизам од тоа да ги обединиш сите самохрани мајки во оваа земја, при сите неможности не гледам. А енергијата е нешто кое не се губи, кое се трансформира. Па затоа исто така не верувам дека ќе се изгуби активистката во Дороти со сите овие активности. А Дороти уметницата е идентитетот во кој ми е најудобно и во кој со најголемо задоволство пливам. И ако ја немав уметничката нишка, немаше да можам да го создадам ниту предпријатието, ниту да ги обединам жените, ниту да ја креираме оваа козметика. Вашата последна изложба се случи во Кинотека на Македонија минатото лето. Што се случуваше во меѓувреме? Што понатаму? Ова лето беше активно лето за Дороти уметницата, па затоа се представив на групната изложба која беше дел од Скопското лето на мојата колешка Јана Манева Чуповска, Фемина 8, за подоцна да се представиме во Штип со концептуални прозорчиња кои зборуваат за новите прозори кои една прави и една може ги отвараат кон еднородителските семејства и финално да можем да ги поканам ова лето да поминат посетителите и да ја погледнат изложбата во Кочо Рацин, каде има концептуални фотографии кои говорат за душата на Скопје, преку кој сакам да го изразам мојот став во однос на Скопје 2014 и сакам да зборувам за срцето на Скопје, дека Скопје не е оној барок, оние фасади и лажни зданија кои ги гледаме, дека Скопје и покрај сите тие накарадувања сепак има душа и сепак умее да живее суштински. Каде е местото на младиот ликовен уметник во време во кое живееме, посебно во Македонија?
Кај нас нема вистинско вреднување на трудот на уметниците, во смисол дека ако си слободен ликовен уметник во Македонија, нема закон кој те заштитува, немаме права за уметниците работници, па така ако јас себе си се гледам како слободен ликовен уметник кој активно работи на уметникување, немам социјално осигурување, немам здравствено, ниту пак било какви месечни примања и надоместоци, ниту пак загарантирани можности за изложување, уште помалку затворење. Во целава оваа општествена неможност, ако сме свесни на кој социјален раб сме доведени, можете да замислите која е онаа можност да се создава. Од една страна. А од друга страна па, за нас луѓето, како уметнички битија покрај се друго, која е неопходноста од уметникување овде денес притиснати од сите страни. Така да, од една страна не ни прават услуга со тоа што не го третираат прашањето на слободните уметници, а од друга страна, покрај сите неможности, притисокот кој ние го имаме како слободни уметници и со поривот кој во себе го носиме да создаваме и да поправаме, го правиме ова што го правиме. Од ништо правиме нешто и создаваме уметност, од една страна, за да можеме да преживееме како духовни битија. Од друга страна, за да можеме да го исканализираме ова кое го живееме. Конечно, што е она што го сонува, мечтае уметницата, активистката Дороти Пачкова? Многу сум среќна да можам да кажам дека она кое го сонувам, денес го живеам, и мајка сум, и уметница сум, и активистка сум, и борец за правда сум и се надевам дека ќе останам. Но исто така се надевам дека нема да постои таа голема потреба да се бориме за правда, заради тоа што ќе имаме можност да ја живееме. Ви благодарам на разговорот, а вам, почитувани гледачи, на вниманието со кое не следевте.